Dobro dojde, Abdjuhej. Kako što gledaš kaj nas, nema podelba kako kaj vas. Секој треба да се бори за својот народ. Нема потреба да се правдаш. Машките од страв не се појавуваат пред мене. Со тоа се приметува колку ги дискриминираш половите. Ја не можам со жени да зборам. Затоа без да должиш кажи, што сакаш. Во твојот речник го нема зборот договор, нели? Ако мене некој ме прашува, ја би ја продолжил борбата. Ама штом сум тука, значи ќе се договараме. Ама прво од тебе сакам една работа. Еднаш почнете да зборувате без некои услови. Полат Алендар, кој и како, зошто му направи атентат? Организацијата не е замешана. Ако е така, тогаш знаеш кој е? Добро, како гест на добра волја, ќе ти кажам што знам. Атентатот врз Полат Алендар го направи од племето Нор. Да преминеме на преговорите. Кои ви се црвените линии? Ние немаме црвени линии. Како да ви удрил коглав антиимпериалистичкиот воздух на Северен Ирак. Ги снемало вашите црвени линии. Сликата ви станала розева. Спремни сме за све да збориме. Имаме само еден услов. Шахмаран и Полат Алендар ќе седат карши-карши. Штом вие толку инсистирате, Шахмаран за тоа ќе мисли дека е тактика. Шахмаран не ме интересира што мисли. Вие сакавте преговори, или Шахмаран ќе седне карши нас, или си одиме. Давуд, со Полат Алендар стана роднина. Сите рамнотежите се расипаа тебе. Право си. Затоа јас и дојдов. Вајќе сакам да се пензионирам. И онака те пенсиониравме ние. Така, Шамир. Вие пуштате веста, јас ја плаќам сметката. На кого му плати сметка досега ти? Толку години ви служев. Ако тоа има некоја вредност во вашите очи, оставете ме да ги преживеам последните години. Давуд, кажи, кој ти понуди голема понуда за да не можеш да го одбиеш? Ти тоа кажи ми го. Јашар Катарчи. Дава двојно од вредноста на холдингот. Јашар сака да влезе во медиумите ли? И тоа многу сака. Јас мислам дека вие и со него ќе можете да работите, затоа и дојдов. Во принцип, ние немаме ништо против Јашара. Може да ги почнеш ти преговорите. Ама додека не добиеш од нас потврда, не ја завршувај работата, Поради организацијата со години во Турција на Северен Ирак се гледа како на непријател. Но ако на овдешниот народ му се даде прилика за избор, дали сакате да биете со Багдад или со Анкара, народот ќе одбере Анкара. Тие што ја основаа организацијата се истите што го натераа Садам да употреби хемиски бомби против курдите. Целта им е сите групи во регионот да бидат едни на други непријатели.
По големиот Озел сакаше да ја расипе таа игра. Цената е плати со свој живот. Сега ти велиш дека ќе ја расипеш оваа игра. Што направи Абдулхи? Бате, од стискање зуби зуб не ми остана. Такви работи ми кажа, бате да ме мачеа, немаше толку да ме боли. Кажи, болката да ја намалиме. Бате, прво безусловно општо помилување. Второ демократско општество. Трето КДЖК, Курдска работничка партија да се легализира. Побара Лалезара. Нека дојде Шахмаран, сето тоа во лице да ми го каже. Ке дојде, бате. Тие све ке направат, бате, само да седнат на маса со тебе. Лалезара ми кажа кои биле атентаторите. По нивно атентатот Нор племето го направило. Тие биле племе. Десетини изгубени криминалци се собрани на едно место, кој ќе им даде повеќе пари, во него ќе пукаат. Мустафа Ага, со нив треба да се видам. Со организацијата заврши, сега со криминалци ќе се среќаваш. Ки ги прашам кој им дал повеќе пари. Председателе, повторно менуваат тактика. Каква тактика, другар Джемал? Најдобрите агенти на Тере велат дека се спремни за се да разговараат. Што уште чекаме? Председателе, нели е малку чудно што не поставија никакве предуслови? Сака мене лично да ме види пред него. Има ли поголем услов од тоа? Како што ние на Полат Алемдар му поставивме тема, така и тој ни поставува предуслови за да седне на масата. Тоа што ти очекуваш да добиеме предуслови, тој сака мене лично во лице да ми го каже. И што ќе правиме? Што правев за мојот народ од денес, тоа ќе продолжам да го правам. Заборави нешто, Бирсам. Инджи, Слободна си? влези внатре. Што се случило? Ми треба твоја помош. Полат ми го киднапира бебето. Врати ми го бебето. Дојди. Инджи, вие го загубивте бебето. Знам дека е многу тешко да се прифати. Ама вистината е таква, Инджи. Дали ти виде дека моето бебе умре, дека го побацив? Инджи, нема потреба јас да го видам тоа. Сите биле таму. Абдулхей, Мемати, Джахид. Сите тие се луѓе на Полат. Што и да им каже, тој тие ќе му веруваат. А зошто Полат да го киднапира вашето бебе? Тоа бебе е и на Полат. Сака син ми да го направи како него. Како што државата него го сместила покрај некој, така и тој сака син ми да го смести. Те молам, помогни ми. Знам, на Полат му веруваш, мене не ми веруваш. Инджи, не се работи за верување. Што ти рече Полат за мене, а? Полна е, нели? Поматен и е мозокот, измислува. Ама во иднина, кога и ти ќе бидеш мајка, ќе сватиш во каква состојба сум јас.
Што можам јас ќе сторам? Јас повеќе со Полат нема да се среќавам. Ти ветувам. Те молам, најди ми го бебето. Веднаш ќе се разведам. Добро, Инџи. Јас ова ќе го истражам. Ама немој на некој друг за ова да му зборуваш. Во спротивно, истражувањето нема да има резултати. На никого нема да му кажам. Само ти најди ми го бебето. Ти не спиеше ли? Не. Ти зашто си станата? Добро ми е. Цинко, битна што битна, сине. Ако нешто се случило, за добро нека е. Тебе ти е редот да бидеш голем за свадбата на сестра ти. Потрчка ја зема керка ти, така викаат, мамо. Ако така гледаш, и татко ти беше потрчко на дедо ти. Татко ми никогаш не се зближи со маш ми, ама и никогаш нашиот брак и него маловажи. Јас, Зија беше паметен човек. Тој ја види иднината на татко ти. И ти види ја силата на мемати. Кажи на керка ти да го викне мажот ти. Штом се венчале, да се видиме како што треба. Фрлете ги овие во пикапот и брзо на своите места. Земете оружје сите. Брзо. Предавам. Не пука. Предавам. Овој човек многу пари. Брдо. Земи. Ваши, мене остај човек ваш. Земете го ова.